Се снаоѓаш со вратата од југото? Полека. Ајде, добро дојде. Добро ме најдов, што прави? Имаш гледано нешто од емисиите? Да бре, и јас бев еднаш. Ама шо велам на почеток? Што велиш? Па вратата посилно да се удари. Добро де тоа, ама јас пак сум. Кладов. Ето така, само уште еден појас да бубниш Да. да те озвучам. Нема проблем. Мислам се слушаш, ама ти гласен си доволно. Пејте Професор, таму. тоа не е професионална деформација, Да знаеш. сте гласни, а? Да, мора. Само се смеја. То се вежба на факултет? Не. А ако не го Или професор е искуството. Тивок? Спијат децата. Спијат децата? Кај тебе спијат на час? Не ги оставам за жал. Строг си го професор или не? Па ме велат дека сум строг. Вистина? Да, Не личиш на така, бе? кажи бе. Абе, Вистина. може и ги залажвам така. Знаеш, онака легвам на час, ќе направиме мајтап некој секој дневен, и после тоа ќе почнам да испрашвам и сите вага. Ехите, ама изгледа тешки прашања поставуваш. Од историјата. Па, иде се да видиме и јас може тешки прашања ќе ти поставувам па да видиме како да е. видиме, да, не е гледаш само одма, ја. Изниша одма, не е само ти да поставуваш Така. прашања. Вака се ти си да те запознаеме, вака се може тој што не те знае. Генерално учениците те знаат, професор по историја, во средните училиште не збитува, така си шараш. Шарам барам. Да. Официјално на документу доктор Јован Калаузи медицинско сум и гимназија Јосип Брз Тито Битол. Ете така, знам дека веќе си влегваш во таа бранша како професор. Да. Во меѓувреме работиш и И како хоби. кореограф на Илинден. Да речеме како хоби, Како хоби. да, ги имам Да. функциите ко репетитор. Ама сепак ти Имам си детска подмладок од група. на Илинден. Да, делот под младоко можеме да кажеме, сме така неколку, значи не спремат да речам јас, Милена, Виктор сме како под младоко на Илинден. И гардеробер му сум таму и си играм со групава моја. Ете така, и се професор по историја. Заедно со фолклор, тоа е историја да на некој начин, ама овде е и музика. Да, И како се снаоѓаш ти вака во музички води? како се ставаќа. Па се трудам. Мислам имаш талент така се да Па речеме. сега си велам, ако сум толку години во Илинден, валјда имам. Колку години си во Во Илинден? Илинден дојде од 2013, ако се преселив од Гостивар. Да, Гостивар Тетово мислев дека си. Не од Гостивар. Од Гостивар, добро. И таму одев на игрорна, Аха. 3 години. И кога дојдов тука, за прва средно дојдов од 2013 септември, се запишав одма Илинден и од тогаш до денес нема. Според ти се запиша во едно од најстарите културно-уметнички друштва во Абе, државата. случајно беше, апсолутно да, јас не ги има видено на YouTube, ама не беше толку активен 2013 YouTube, што знам, Да. нема и особено од Илинден не беа толку активни со Социјални аплаудирање. мрежи тоа време, да. Тоа време по телевизија се беше. И јас живеев тогаш во Нова Битола, кај Качунка тука Бонда. Да. И блиску ми е Гоцеделчев, Да. мисля да правам некоја антикампања. И мислев таму Не би ме немало тераа така. колегите ме сваќаат. Нити е се супер. Да, сите се супер и Да. почитувам, поздрав и до онив и до други. Арно, ама ко репетитор што беше во тоа време Исмаил во Илинден, од мајка ми моја школски. Аха. И на работа поминал и мајка ми му рекла, бе, дете во сака на игрорна моја во кај да запишеме. Ти сам си пројави значи желба, така? Да, јас морав да продолжам, значи тоа ми е со фолклоров си Да. брзан од мали нозе. И си појдов сам, не ни знаев ни генимале кај, уште помалце Илинден, ојдов не ни знаев ни просториите, го се сретнавме со Александар Уметничкиот, Да. сакам да бидам член, добро, и почнав така, како обичен игрорец, во една група, па во две групи, па почнав да ги заменам за помалите групи, па гардеробата ја зедов, и сега имам уште две групи детски јас. Таму знам дека има гардероба, една од најбогатата мисле чини во Македонија, што имате да речеме носи и такви орнаменти кои што се клават нели на носиите. Знам дека ги има во овој регион, така Битолско, Преспанско, Охридски или Нас Лачка. ни се најмногу, да речам, најзначајни, Смилевските носи ги имаме, тие од самото формирање на друштвото, 55-та кога е формирано, Да. ги собрале, имало финанси или не знам како, имаме 10 комплети таква, и после тоа постепено се надоградувала, а особено последниве 15 години, гледаме што можеме да сошиеме стилизирано поблиску од оригиналот или да откупиме, а дека имаме Откупат, од кај можат носи да се откупат, пример, вака во Абе, држава? или од некои колекционери, знаеш, кои што си имаат собрано, да речам, по Да 10, земиш автентична, по 20. да речеме, Да, стара да. носија. Ама нас не е проблемот што треба 12. Да, и се не може да најдеш Пример, такава да. бројка. Се случува некогаш и на терен, бараме по жени, по баби, ама има и колекционери кои што имаат голем број на фонд, да речам, собрано и се продаваат. И ви ги дават, онака, Не ги купуваш со Да, пари, ама... зависи.
Особено кога ќе слушнат дека е за Илинде. Нема никаков проблем. Да, знаеш како знаат дека имаме многу настапи, знаат дека ќе му Да. живе и носијата фактички ќе тя. Тоа ни е и адуто кога ќе ме на терен. Да, дека Велиш таа на носија ќе бабата биде ќе представена. живее, да, ќе шета. Прам кога ќе оди носијава. Нема момците да ја јадат. О, тоа е големата борба. Се борите со тоа? Во Илинден, да ти кажам, порано имавме многу. Ама во последно че имаме настапи, нон-стоп се луфтира носијата. Еве да ти кажам, не да се фала, ама 3 години молец в гардероба немам видено. Клавам лаванди, ама сепак. Тоа е проблем вистина со молците и со носите. Нон-стоп се носат кај нас, не застануваат еден настап, друг и си се луфтираат носите, Да. немам проблеми со Колку молци. членови се во Илинден се? Колку? Па не има околу 300 да ти кажам. О, па машал, тоа е солидна бројка. Па може, со се оркестри и деца, 300 ближи име да речам. Да, Порано поиќе било. Нови деца идат, сака да речем да има интерес кај децата. Ти знам таму дека од фамилија во фамилија се одат да речем Абе то луѓето. апсолутно, значи имаме оти направивме нова група на повозрастни. И јас ја почнав. Таа е сега младен колегата Да. ја да речам води. И сега имаме таму пример родителите се, па двете деца му игра и не може се бунат за на концерт, не може да се Да се гледат. Да. Знаеш, овие сакат децата да си ги гледат овие мајките, па неле, па прави програми први, последни, па абе, Абе добро ќе ги снимите. Ќе да им Ќе ме учениците викнете дали мене ќе ми ги снимам, бегаат. ќе си ги гледат Да. на видео. А и Да. овде имаш ученици. да видам чеке ми Да не задршта. избега некој. Колку е сатот да видиме? Еден неоправдан да не добре, треба пети полсот. пишиш. А чекај вака, се може не знам дали треба да те прашам или не треба, ама зашто дојде во Битола да живееш од Гостивар? Зашо дојдов? Не бе оти, што е проблемот? Не знам Абе, дали има ние нешто. си имавме куќа Гостивар. Моите одлучија фамилиарно тогаш, татко ми, стрико ми, дедо ми да ја продат куќата. Морам да признам против моја волја. Јас не ќе Не идеше да се бегаш од Гостивар? Не ќе. Кај ти е поубаво се Гостивар или Битола? Сега го менувам мислењето, па ово ми Битола, знаеш Добро. како. Ама тогаш не ќе да дојдам и без да ме прашат ме донесо Битола. Да, ти мал беше тоа. Осмо значи осмолетка сум уште Да. од таа генерација. Бев седмо кога се преселија моите и не кев да дојдам за една година тука, бидејќи бев во клас во училиштето, меѓу поарните да речем, ајде, ученик на генерација бев останал, леле. Ако пофали се, Да пофали се се. пофалам. Средно не учев ич после затоа. Не кажеме се такви работи професорци. Му кажувам јас и на децата. И сакав да си ја земам наградата, ти ми ја ветва индиректно да речем. И си останав. Морам да поздравам во оваа прилика да ги поздравам стриком и стрина ми, Борчи и Весна од Гостивар. Цела година бев кај нив, си ги викам уште заменски мајка и татко. Да. Како сме поминале таа година, не знам, мислам ја памтам цел живот, многу ни беше. И уште да речам, премногу ми се блиски, као родители си ги И ми те осеќам. пораснале се. Па реално да, цела година кај нив се. И си дојдовте тука. И дојдов Битола, така, малце ми беше чудно, се запишав в гимназија, отидов гимназија, никој не знае, па видат школските, се знае меѓу нив, знае кој ќе ни предава, Ти јас му беше градата нов. не ја знаев, да. Најмногу, Му маваш и на Гостиварски сигурно? не, Не? Од Битолски? дијалектот, да, оти мајка ми е битолчак. Аха. И од мал уште, ми Збораше на Битолски, пајнче да. ова, она, јас се зборував Гостиварски. Да. Сега кон Гостивар, менувам одма на... На Гостиварски? Да, одма. тоа ми Сакаш е- се да збориш на како- Гостиварски? Малце да слушнем и Гостиварски дијалект? Не знам дали ќе ми дојдат. Така на како идеше, да. Така. Така да, ама Гостиварскиот види, па не е нешто многу актуелен дијалект и сакам вака да го имаме. Малце ако сакаш слободно зборај си Гостиварски да Ќе го... пробам, Е, така. не можам да ти ветам. Ете, маче, за маче како викате во Гостивар? Маче го викаме. Исто, добро, да не се вика маче, некако- куче исто е. Не, имаме појче со овие зеленчуците да речам. Како да ти е пиперка? Тие викаме пиперка, си е пиперка, викаме кромпир, како србите, Аха, шаргарепа. Малце србизми. Да, баба ми пример за граф вика Сочио. Сочио. Сочио, Тоа да. прв пат го слушам. Сочио е во... Пасулје на српски, така? Како? Пасулје. Пасулје, не Сочио е. Така не го вика, знаев, да. Тоа е Салам Гостивар, Асли Гостиварски Асли да речеме, Гостиварски. да. Настапувате со Илинден, знам насекаде, многу награди имате добиено. Успешни сте да речем во дејноста што ја работите и сега ти како вака млад во таа средина, кој што треба да ги води некои тие работи, што ти било најголемо искуство, што ти кажали или кој ти поможил најмногу вака да те упат? Од постарите да речем. Ко ќе ми што речи ти- некој како ти почна кариерата во Илинден,
Добро, ти сам си кажа, се запишав и се Не, то развивна. да, а и почнав таму, ама Да. како и почна љубовта, особено јас кон носите што имам. Значи, онака, носите, Ти си носи агај. баш носи агај, ако речеме. Ојдов во Илинден и спремавме нови кореографии. Јас, ти кажам, гостивар, 3 години ништо не сменавме. Тоа беше 3 кореографии. Едно што знаевте, научив. 3 беа и ги тие се. Идам тука нови кореографии, ама тогаш скроз нови автор Александар и Валентин беа. Аха. И нешто правевме муабет и ми рече Александара била да видиш имаме неколку демирхисарски носи, ме внеси во гардеробата. Јас прв пат видов гардероба, гостивар дома си ги чувавме кај нас. Пример, моја си имав јас, ако не играм појќе ја враќам, друг ќе се јазим. Легвам во гардеробата, полна, носи. И вика, овие се вакви 4 имаме, па уште ќе доземиме одвамо. И така почнав да се интересирам, ама не бев толку активен. Да. После почнав од кај мајка ми потекло од Живојно селото. Почнав со баба ми ојдовме Живојно. Собрав од тамо и си почнато. И те влечи кога ќе Си почнеш. бериш. И за мене берам, и за Илинден берам, и пшиеме нови за Илинден. И после тој многу образован кадар имаме во Илинден, во смисла на таа бранша. Значи, Да. Љупка прва се запиша Стефановска, знаеш, Да. са и магистер си и докторира на етнокорологија. Иле се запиша што беше во Илинден. Другар ми Виктор, Александар се запиша, Никола другар ми, сите на таа бранша се да се истражува. Јас запишав се магистерски етнологија, антропологија. И таков тим се направивме некаков. Поддршка си имаме од менаџерскиот тим. Буквално, значи, што ни се председателот, подпредседателот сите. Значи, викаат, вие си ја терате работата, ако имате проблеми за проекти, од финансиски аспект, тие си менаџираат и погодени сме, се ти кажа. Се вака, пошто се занимаваш со носи, со историја и така натаму, мене ми е многу интересен моментот зошто Македонија и пошто најмногу се дели како фолклор, како култура од останатите народи, ајде и словенските да ги земиме, пошто гледаш нели не напаѓаат малци и соседите, вие немате идентитет и така натаму. Тоа е лошо и со финансиски аспект. Мора да признаеме дека Со сме финанси? слаби, мислам слаби со финанси како држава, ме сваќаш. Добро, или Јас колку и да сакам да купам некој момент, не можам да платам колку бугарите што можат. Аха. Што за жал екзистираат овде. И сега ако ќе одат кај некој в село, кај некоја баба, неа му е што појќе пари да се наземи. Неа му е гари дали ќе остани во битува дали ќе е Бугарија. Не сваќаш? И тука е проблем на давање, молење и се. А што не прави различи, по многу нешта се разликуваме. Значи, проблемот е, најголемиот проблем е, значи не само да се фалиме таков ние фолклор и се, што Да. не си го цениме ни фолклорот ни историјата. Ако ние не се ги цениме, не може некој Се, друг од како да го страна. цениме фолклорот? То сите го Да го кажуват, никој не цениш. си го цени своето, Да. ама како да го цениме, ајде. Пример да го еве не одам подалеку, ако зборам, значи сега тука имаме широка публика кај тебе за поздрав си ето. Ако зборам сега по детали, ќе речеме тешкото. Добро. И сите го знаеме, тешкото. Никој не сватил зошто е тешкото. Не сватил која е играта. Не го изгледал цело до крајот танец, ако не е игрорец. Да. Не го изгледал. Значи Тој има посебна порака, така? Да, знае тој дека има зурли, има тапани со бели бечви се тоа, тешкото и толку символ е, танец го игра толку. Не е така. Значи го играле тешкото на заминување на печалба, па има цела приказна како се од рубато стил се зголемува, се убрзува се и на крајот е брз ритамот. да. Па се пушта еден по еден, па си го предава чамивчето, се е приказнато. Значи тоа само по себе Кај си нас, доаѓа. дали сметаш дека свадбите го извитоперија фолклорот на некој начин со оние шунт музики, кои што на пример ете тешкото е да речам, оти на мене ми на пример многу ми се смешни некои моменти, весело на свадба играт весели, оно што велат сваќајте ги тресат мишките. А во песната велат дуќанот ќе ти го запалам, со него ти да изгориш заедно со твоите чираци. Како е тоа весело? Тој текстот секогаш во кај нас или Дафино вино акумо Да, заигрува така. Тие се малце. тажни моменти во историјата, Тажни кај нас е весело кога ќе се слуша на свадба. Да, или И се тука малце не се некои нормативи сгрешени? има. Морам да признам и јас имам запрашано. Или пак со тоа двосмисленоста на јазикот наш уште појќе. Значи да не одиме сега со текстови тука. Така. Имаме стварно. Добро, пример пилето ми пере, ано на сабајда. Да, или кој ти го тури жено, на пример, и Името. тоа, името испаѓа. Ама Чудни се некои моменти Има во фолклорот, чудни. ама дали ги фолклорот е тако? поздравувам јас свадбите, зашто преку свадбите сме успеале да зачуваме ние. Да. Ако зарачуне да не беа и свадбите, уште помалце за фолклорот ќе се знаеш. Оти секој ќе одиш ти на терен, по старите генерации ќе ги немаме, што кажуваат Да. на времето сред село и се ти вика, имаше на свадба тамо, го играше тој прв така. И можеш, па
среќа некогаш имаме и овие лентите, касетите од време, VHS да. касетите. Ќе видиш, ќе ти вратат, ќе преснимаш, ќе си направиш интересно. Ама што знам, како да речам, позитивно е според мене свадбите. И сега, тука во Битола, морам да признам, нема таква тенденција. Многу ми се како градски. Сега сум пола битолчанец по мајка, ама се многу ептен градски. Треба малце поселски да ги прават свадбите. Помодерни, не знам што, на тераси, на отворено. Да. А во гостива во последниве години, особено после короната, не знам зошто, од кај до поттикна тоа, се враќаат но на постарото. Се облекуваат сите во носи. Барат, нагло се бара во гостивар носија од баба, од мајка за свадбите на блиските на се. И ги прават свадбите така во носија? Имаме еден обичај тамо, Аха. се носи, мислам се во четвртокот пред свадбата, се става бајракот. Добро. Са бајле се оди пред ноки и така натаму на балконот, се пука со чифте, и тогаш од кејзинтот се оди кај невестата да му соднеси венчаницата. И тоа сега го прават сите со во носи облечени, и машки, и женски, па зетот на коњ го качваат, абе што да ти кажам, многу се навраќаат. И па малце се создава и срам ми се чини онака, се јас како не во носија сега, јас ќе се облекам. Така, Шо е се тој момент? Како да го поминиме тоа нешто? не знам, значи мене ми е чест, мене ми е гордост. Оти тоа е наше, така македонско. Значи јас, вака јас го опишувам моментот на носијата. Сега, сакав и баш и во една репортажа да го кажам, а ми рекој ајде да не ширам, ама сега кај тебе прилика Слободно да можеш дојде. кај Да. мене, нема проблем. Моабетот беше, сега мајца ваша носам, ја носат уште 200 луѓе, Да. ширум светот. И Австралија да одиш ти, ќе ја најдеш мајца ваша нос. Да. Носијата се носи во едно село и до село се разликвала и до везот, рачунај. Да. Значи колку те прави автентичен. Јас тоа да не го ценат и го неќат. Го неќат, јас не знам, то баба ми носеше шап. Да, па тоа било модерно, да речеме во тоа време. Тие бркале таа мода тогаш Апсолутно. и гледале да бидат оригинални, не да бидат Ете сите тоа, исто облечени. секој Јас свој, така значи, секој е домакинка, што подобар вест, то подобра домакинка. Да. Не е ко сега, оди купи го ова, сите можат да го имаат. Да. И некако се риски излегваат се сите. Се нешто, риски, да. тоа е, може од комунизмот, но значи сите исти да Ти знаеш да везиш? Да, морам да признам, да ме научи Гордана Лазаревска од ЗУР Македонски ракотворби. Одлично. Како и тој има приказ. Ајде, да ја слушнеме. Дојде во Илинден. Вика, Гордана, детето му играше порано, како да ви помогнеме. Како? Му вика Александар, треба ни шами да ни направите. Добро. Јас му викам, абе, јас гледам, сакам да научам. Сакаш да научиш, ќе дојдиш, има работилници во стопчето кај што му беше. Да. И пополека почнав еднаш, два пати, три пати. Сега, кога ќе треба да подреставрирам нешто дома, Си подвезнуваш. си подвезнувам. За овој концерт Галичките ги подвезнував салам појке, Да. па прв пат со срма работев изгоре во рацете, пепел се Боли стори корни, после. а? Ау, да ме печат вака седев на работа. Вака да предаваш. Шо му е на професор? Гори, професор. везеш. Да знаев ќе ти викнем нешто за во југото да ми извезиш вака. О, Со концентрација време. требаше да кажеш. си зборавме, ќе си истина. везеш, Да, и ќе си примерно, везе да. по пат. Што велат очите ми скапија. Појке ми фаќа кликерот и кажам за накид праење фейк. Аха. Ти имаме фейк накид ние овој што играме Да. се. Ама ќе има Скопје едно сук, јас го викам рај за нас, се влегваш натре, се има. Ширити, париња, не знам што, алки, се има. И одам тамо. Така и почнав, искрено, кога дојдов во Илинден, немаше многу накид. Кога се зедов функцијата, да речам, гардеробер. Да. И си создаде да речам. Почнав, обедки направив, ланчиња направив. И тие се сигурно автентични како што треба да изгледат. Да, по примерот цели ги И што копирам. треба да има? Знам дека има некои моменти што знам кои што треба да се запазат. Зависи од носијата. Пример, знаеш, ќе ти кажам интересно нешто. Ајде. Кога дојдов во Илинден, не обрнувавме, абе воопшто внимание човек, во смисла на патец да е косата, па плетенка дали има, имавме бели шами за се, ама немавме ни доволно стручен кадар, како што си дипломира етнокоролозиве и само влијаја врз мене. Да. Дај да направиме ово, особено Љупка велеше, ајде да направиме тоа. И почнавме и си го фатија редо и сега пример имам младен Јана ми помагаат в гардероба, се вклучваат и младинциве да речем ги активираме и си подправаме, појма немам, белегзи, ланчиња, обедки, различни работи. Еве имаме публика. Публиката ете ги верните пријатели од Караџова. Од Караџова, да. Земи си овде на водичка, ти оставив, заборев да ти ја дам. Леле ти Леле, овде паркинг нема така Илинден. Како нема бре, леле, видиш убаво го направивме зидот се за биле, а? Убаво го направивте, сега ќе снимиме малце да го видиме, само кај да се паркирам јас овде. Онде ќе паркираш.
Каде? Пред куќа, овде пред вратата. Овде? Тука Пред врата? Да. Нема се секирај, кажа на мој. Дека јас ќе паркирам Да. овде, кажано? Поздрав до Пужов, стално што паркираме. Тука? Фала многу. Чекај да му паркирам се пред врата. Еднаш вака паркира пред врата. Ете некој дојде. Ете го дедо му на Милена, ќе му кажеме. А ќе се вратиме пак после? Абе ќе се вака ќе те дарувам се малци имам. Ао, леле. Програма за дарување во југото. Добро. И после тоа ќе одиме во Линден да видиме. Готово бе, како Малце сакаш. долго што го зборавме визуелно да го представиме на да. камера. Сега ќе почнем јас вака, еднаш однапред, еднаш одназад дарувам. Многу дарежлив ти. Многу сум дарежлив. Едом раз. Одиме вака, сега ќе ти дајме првин 15% попуст од аптека Диаптрикем да си земиш на шарчиња. Абе гледам, ама ќе одам да се Абе проверам. добро и за сонце може. И за сонце има, овој? Сакаш и зеве ги моите се од таму. Дојде се од Да. таму. Хуго за југо. Готово. Ето Ќе така, видам значи баш има ја избор огромен, има за сонце, а ако дофрлаш не ти треба има. Проверка за. Иако ја А има и има таа таму опција. проверка? Да. Готово. Со докторирана веќе Марија за таа проблематика. Добро. Кола возиш така? Добре, Шкодето не ми го виде, Шкодето се назад пофалам. ти беше, ето така. Си ја викаш некако нагалено како јас. Шкодето ми е таа главна е. Шкодето, ајде едно сервисче, сакаш диагностика, сакаш што За сакаш, сервис вау, ми е сервис. не помогни вамо. Се бете мал сервис, тама не нарчека јоцо едно. Море за голем да не, за мал не знам, 107.000 на мала милијадарка од сумата се. Да, Боже фала мој. ти. Да не одиш гладен нигде, една Добро. пастрамајлија од алка си земиш. Ова така. многу значи добро, браво, фала, Виде. благодарам. Ето така, одиме понатаму да си направиш и хемиско, имаш попуст во Магнум на колата. Знаеш како те дарувам? О, за колата, значи појќе за колата не го за мене, браво. Абе се види, има и овде за твоите, да речам, потомци. Ако веќе имаш деца. Немам деца, не сум женета. Ама ајде то ќе види, па Ќе некој биде ден, здравје, да. Ќе И ми играти линденци на свадба. Ќе ти играти линденци, па и некои од дечињата во Линден што одат, ако Добро. сакат тие што се Добро, предшколска шо е ова? возраст. Ова ти е едукативен центар Макси, се наоѓа од Расчекори за деца до предшколска Супер. возраст, ги едуцират на многу креативен начин. Секој што сака може да си ги пушти дечињата таму. Сетнем, се ова не е за тебе. Јас излека ќе ти спросирам да си најде жена и деца си направиш. Реши ми ми ја. Ова одма знаеш како? Трас фризура на прв дејт. Шо фризура, не Кај гледаш ги по косите. фризерката. Ова за жени е само. Само за жени? Само за жени кај ќе ги фризерката, таман на прв дејт ако оди со некој, јас те речем утре сум на фризура. Не бе, те часта минут, кај ќе знае така. Чекај се, деца немаш, кучиња, мачиња чуваш? Имам куче бишон. Шубо, ти носам храна од 5 кило за кучето. Фала ти. Има и за маче малце, ама ќе најдиш некој улично. За маче, имам од комшите мачето кај мене, така ќе така му подариш да, на тоа маче да не остане гладно, 5 кило се Готово. грижи за сите миленичиња. Благодариме. После, пошто многу ти измалтретирав, мораш да се опуштиш во Ива Бјути центар, еден третман да си направиш, сакаш масажи, сакаш третман на лице, сакаш третман за слабење нема потреба. Ке те снема уште малце. Не бе, висок сум, многу не може. За свалбање не знам дали има. Таман сум. Ама солариум, пример, се за пред Не бе летото, солариум, треба. црн сум, не ме гледаш, сонце ме фати некни на 1 мај. За лице да направиш си За нешто лице, што било. нешто, ќе одам, да. Ете така, и да одиш убаво да мирисаш таму, одно едно парфемче ти давам. Ти благодарам премногу. Ето, Леле, ова вака за нова година Се да не сум заборев нема. нешто, не заборев Нема, ништо. што ти е во ранецо, што има? Да, На топ да имаш. Го премата да ти ја дам што снимаме Еме, ако емисиите. оти да не. Овде ја оставам колата сигурно? Да бе, да, ќе оставиме, ќе ојме Линден да видиме, шопат. Ете така. Дечките, врле спремни се. Да немаш нешто да кажеш друг сме во југото. Дали имам дали ја кажам? Да, одичајно Вилин. Вак, прво да ја поздравам сите ученици, без љутиш, оти ми Добре. рекој му кажав. Аман дека да не се поздравиш. спремам, Да, да ве поздравам И јас сите, ќе ги да. поздравам. Ете. И матурантите посебно, оти ќе ги возам. Годинава нема матуранти, лани Немаш? имаш матуранти, ме виде. Ама јас лани возев матуранти, виде? Водеше? Да, бре. Не се сеќам, Сигурно лани се, бев да. многу изгубен, оти многу матуранти. Многу Имаше, не најдеш, знаев кај треба да. на снимање. Друго да ги поздравам, ми рекоја оркестарот на Куди Линден, оти заборев да ги поздравам на телевизија кој зборав качама. Кабе нагла ми се кача. Што има врската не огледа некој? Мене ме гледат. Вчера ми рекоја да не поздравиш, еве јас ја користам приликата, ги поздравам, особено Славе кларинетистот и Мартин Тапанчето, да не се лута, најдобри се. И јас ги Ете. поздравувам. Значи, одиме рубрика почитувани гледачи на рубрика Поздрави честитки. Како беше на радио Битола, поздрави честитки. Поздрави честитки, Имаш да. музика да му пушти нека Ќе не песен. банира YouTube, се нешто на Радио Битола. Да. И поглавном то, не знам што да кажам друго. Бишоно да си го поздравиш кучето. Има и папагал да го заборев Рио. И папагал Рио Видиш, се да, Тоа да, се вика да. Бишоно. Вишон од Лола. Лола е, па поздрав Лола. Поздрав до Лола. Ич го некев кој ми го донесоа. Оти? Ич некев куче в стан живеев, а бе реков, ексик фатете. Ама Ама сега ми падна од балкон. Иди комшивката, а јас некев да го испулам.
Иди комшивката, ви имате бело куче? Ние имаме. Абе, падна. Како падна, бе, му вела, мој достанав, го фатив јас на ветеринар, од тогаш неразделни сме. Види љубовта, видиш, таа е љубов. трагедија за друго. Љубов и трагедија. Бога Ова ми. можеш басна да напишеш. Да, Ето кажи така, кој е Езо. Не би историчар сум, јас со факти ќе пишам, досадна ќе биде. Тргна тамо во тој момент, стигна во таа година. Одиме да Никој- играме Билинден. Ако речиш ти. Ајде, одиме. Одиме. Бидете тука. A few moments later.